се што светка. Така Џон го отпуштија и веќе не беше шериф, тоа значи дека замениците Гарфилд и Оди исто така бе отпуштени. Доктор Випол после може да го изсвиркате. Ја доби мапата до Златниот канјон, така се зборува. Може ли некој да ја запре оваа змија да не стане најбогатиот човек на светот? Ако некој го може тоа, нека го стори што побрзо, зашто ова е последниот дел од оваа епизода. Ке може да ми дозволиш да зборувам со него, сакам да бидам во овој филм. Жал ми е, зборува на телефон со газдата на студиото. Не грижете се, што току направив промени во актерската екипа. Најголемата, најпрекрасната звезда на светот. Може да погодите кој? Не тој. Не ни тој. Обидете се уште еднаш. Пак сгрешивте. Јас. Одва и чекам. Смејте се колку сакате, тоа не ми пречи. Спуште кога ќе престанат со смеење. Ако воопшто престанат некогаш. Одам да снимам сцената. Сцена, кој број да е? Прва снимка. Добро. Треба да го облечам костумот. Веќе следното утро доктор Випол беше подготвен. Ја имаа мапата и го знаеја патот. Ништо нема да ги спречи да го најдат златото. А зошто ни требаат уште кочи? Затоа што ќе се вратиме со многу злато. Што прават овие луѓе? Одам да барам нова работа, момци. Да видиме дали има работа за типот кој бил шериф половина ден. Доктор Випол наумил нешто, а тоа ме потсеќа на готвењето на Џон. Многу мириса. Ти? Може ли да влезам? А не си со доктор Випол? Така е, сватив дека работиш за него. Повеќе не. Кога работев, го слушнав неговиот план и морав да дојдем да ти кажам. Кога видов што му направи на кутриот шериф Џон, едноставно морав да ти кажам. Тоа беше заговор за да успее да земе мапата до Златниот канјон. Морам да му кажам на Џон за ова. Оние тројца, тие се бандата мустаќи, иако немаат мустаќи. Ако го разоткријам нивниот план, ќе можеме да ги затворам. Единствен проблем е што не знаеме каде е Златниот канјон. Јас знам. Руфус, како можеш ти да знаеш каде е? Така што јас сум единствениот што успеа да го најде пред 57 години. Руфус, ова е многу важно. Можеш да не одведеш во Златниот канјон? Ау, секако, но нема да влезам во канјонот, местото е полно со змии и со гуштери. Јас мразам змии и гуштери. Ја земам кочијата и одиме. Нормал? А што правиш ти овде? Нели требаше да го режираш овој филм? Кога Џон пееше за тоа колку сака да биде каубој, почнав да се мислам колку многу сакам да бидам филмска звезда. Затоа... Знаеш да јаваш конј? Не, но нема да јаваме коњи. Ќе одиме во Златниот канјон со луксузен превоз. Нормал, на Стариот Запад не постоеле лимузини. Па, не постоеле ни зомби, ни нинџи, ни мачки што зборуваат. Во право си, да. Надвор во пустината, доктор Вибл беше зафатен, барајќи го патот на мапата. Овде пишува дека треба да го најдеме езерото и да свртиме полукружно. А додека се возеа во лимузина, добија и луксузен ручек, така патуваа нашите херои. Убаво што си подготвили нешто за јадење, Нормал. И благодарам. Не мене, студиото плаќа за се. Уште половина километар право, а потоа сорти лево кај големата карпа. И запомни, кога ќе стигнеме таму, јас ќе останам во автомобилот. Таму има многу змии и гуштери. Мислам дека доктор Випол нема да дозволи неколку гуштери да го спречат да го земе златото. Набргу доктор Випол беше блиску до својата цел. Пристигнаа каде што ги водеше мапата.
А дали има златна долина од другата страна на овие планини, тоа и јас не би сакал да знам. Да видиме. Мапата вели да поминеме низ овој отвор. Кога би можел да поминем одовде? Вистина е. Има злато насекаде, баш како што вели легендата. Златото е насекаде и сето е мое. Па, може би не. Нема да ти дозволат да го однесеш златото во затвор. Никој нема да не уапси. Запомни, сега тој е шериф. А ние сме негови заменици. Кога градоначалникот ќе дознае дека вие сте бандата мустачи и дека вие ги направивте сите тие грабежи. Градоначалникот ќе најде некој да ве уапси. Со значки или без значки? Нас не ни требаат никакви значки. Ќе ве затвориме. Не, нема. Луѓе, Наполнете ли се? Така ми изгледа. Требаше да предпоставиме дека се наоружани. нема да ме спречи да го земам моето злато. И што е тоа? Не ми се верува. О, значи на тоа мислеше кога велеше гуштери. Бегај! Ова е супер! Баш ова му требаше на мојот филм! Диносауруси! Зошто порано не ми текна? Може би ќе се покам, ама... Нермал, зарем не знаеше дека ќе има диносауруси во твојот филм? Па, јас Мислев дека ти го напише овој филм. платив некому да го напише за мене. Еден тип што пишува ефтини сценарија за научна фантастика. Му дадов $300. Заборави го златото, Випол. Да бегаме одовде, Випол. Да го заборавам златото? Никогаш! Хей! Помоć! Не ме собира! Ќе мора да ги фрлиш овие. Добро! Добро! Гледате, ете затоа не сакам гуштери. Ова е последен пат да платам $300 за сценарио. После ова ние се откажуваме, Да, сакаме да се предадеме шерифу. Јас не сум шериф. Но сепак ќе бидеш повторно. Хей! А јас пак ќе бидам заменик изгледа. Така големите гуштери останаа во својот канјон. Останаа таму каде што го чуваат златото, а никој не се осмелуваше да зборува за тоа што се случи таму. Стариот доктор Випол и неговите тројца помошници ќе останат деценија или две. Џон повторно ја доби својата работа како шериф. Може би, конечно неговите соништа ќе се остварат. Добро пееш, другарче. А многу ти благодарам. Се надевам дека наскоро ќе снимиш и некој албум. Па, изгледа вие две ќе бидете другарки.
Зошто да не бидеме? Имаме нешто заедничко. Многу ти се восхитуваме. И се согласивме дека вие двајца ќе бидете одличен пар. И што вели шефе? Видно да се сними. Окей, добро. Што? Што вели? Вели фалело возбудлив крај. Возбудлив од диносаурусите? Па да, како ќе кажеш шефе? Знаеш, остана само една работа што може многу да ме усреќи Гарфилд, а тоа е ти да почнеш да се храниш здраво. Ќе го направиш тоа за мене? Да, од сега натаму ќе се хранам со мали порции тофу и малку мешавина од треви. Запомнете, ова е само филм, не го ветив ова во вистинскиот живот, а тоа ме подсети, ќе заврши некогаш овој филм. Уште не, на шефот му фалело возбудлив крај. Може ли да дојде моето зомби, ве молам? Моите нинџи! Нинџи, вие сте наред! И домородците на сцена! Јас сакам да бидам во оваа сцена. Не ме заборавај мене! Ејде да ги слушнеме диносаурусите! Знаеш, некогаш многу го сакам шоу бизнисот, но ова не е таков момент. Изгледа добивме среќен крај. За сите освен за лошите момци. Супер! Arlene and Garfield are happy, I can tell. Especially if she can make lasagna real well. Let us all celebrate their Western hot romance. This would be a good time to do our cowboy dance.